Во нормални и вообичаени услови, булеварот Туристичка би бил претесен да ја собере фреквенцијата на автомобили со домашни и странски туристи кои што итаат на кај Охрид за велигденските празнувања. Но во тековните моменти кои што ги живееме, булеварот, улиците и центарот на градот се полупразни, и тоа во периодот кога е дозволено движење на граѓаните. До лани токму гостувањата за Великден беа показател за успешноста на летната туристичка сезона. Но оваа година туристичките работници коментираат и анализираат дали истата воопшто ќе постои. Сведоци сме на моменталната ситуација и моменталните штети од корона кризата врз туризмот. Замрзнати се практично ноќевањата, гостувањата на странски гости и на домашни. Тоа е тековната состојба. Дали мислите дека сезоната е изгубена? Летната сезона? Туризмот го очекува една голема катастрофа. Во моментот замрзнати се сите активности, блокирани се сите граници. Нема никакви ноќевања, нема никакви движења. Сите држави имат донесено посебни одлуки за замрзување на туристичките активности. Ние како држава имаме големи загуби. Бројот на ноќевања и гости кои доаѓале во Македонија е целосно замрзнат и има голема штета. Туристичката сезона е целосно изгубена, бидејќи опоравувањето на туризмот се очекува од септември 2020 да се нормализираат државите. Во Македонија се очекува туризам од најблиските држави кои ќе користат автомобилски и автобуски сообраќај, се додека се регулира авионскиот. Значи треба да се сконцентрираме на државите од околината и на домашните гости за што побрзо да се опоравиме од ова катастрофа. Ланскиот месец април бил доста успешен за туризмот. Лани, само во април, земјава ја посетиле околу 85.000 гости, кои оствариле 166.000 ноќевања. Од нив 105.000 биле странски гости, додека останатите домашни. Конкретно за туристичкиот центар Охрид, лани, во април, го посетиле околу 35.000 гости, кои оствариле околу 60.000 ноќевања. Ланските статистички податоци информираат дека месец април бил доста успешен за туризмот. Дали постои можност барем половина од тие податоци оваа година да се сумираат и дали досега имате развиено некаква стратегија за тоа да се случи по завршувањето на пандемијата? Дали ние ќе успееме да ги вратиме овие бројки? Тоа сигурно не. Значи од ден во ден ситуацијата се менува секаде во светот. Тоа значи дека ние треба да се прилагодиме на условите кои се во моментот. Туризмот треба да има солидарност, треба да има поддршка од нашата држава и што побрзо да работиме на промоција и стратегија за опоравување од оваа катастрофа. Со оглед на моменталните штети од корона кризата, се поизвестно е дека странските гости во периодот кој што ни предстои ќе изостанат од туристичкиот центар. Туристичките водечи предлагаат по завршувањето на пандемијата да се развие интензивна кампања за привлекување туристи, но фокусот да биде ставен токму на домашните. Се поизвестно е дека сезонава ќе изостане тој број на кој што Охрид е навикнат од страна на бројот на странските гости. Или ќе ги нема, или бројот ќе е драстично помал. Дали сметате дека решението е ставање фокус на домашните за да се спаси на некој начин туристичката сезона? Па во секој случај, ние се навикнавме сега од година во година. Странските туристи беа се помногу бројни и оваа година со криза, значи со короната, во секој случај ќе имат помалку туристи. Дали странски во секој случај ќе имат помалку, а нашиве веројатно ќе се концентрирани на нашиве туристички центри Охрид, Преспа, Дојран, пошто мислам дека туризмот нема да се одвива во други држави. И секако дека се надеваме дека нашите македонски туристи ќе доаѓаат во Охрид и да се сконцентрираме да направиме да е све поприлично за нив. Угостителите и хотелиерите се во грч околу тоа како ќе ја надминат корона кризата, како да ги исплатат вработените, како да ги надоместат штетите по затварањето на угостителските објекти. А граѓаните пак размислуваат дали корона кризата ќе удри по нивниот буџет. Дали се очекува пораст на цените или пак намалување? Па во овој момент претпоставувам дека некоја драстична промена нема да има. Меѓутоа мораме да земеме во обзир дека куповната моќ кај граѓаните е многу опадната
ќе мора да најдеме некаков баланс за секако заеднички некако да испливаме од цела ова ситуација во која што се наоѓаме. Мислам дека само авионските компании ќе ги покачат своите цени на авионски билети, се околу светот ќе ги намали цените бидејќи ќе мора да го врати тоа што го загуби во изминатиот период. Туристичките работници веќе наголемо развиваат разни стратегии за тоа како градот и туризмот да го вратат во вистинската кондиција. Но велат премногу е рано да се кажува кои чекори ќе се преземат и да се даваат заклучоци околу тоа. Дали тие стратегии би успеале или не?